Добро дојдовте во уште еден Миленко Неделковски шоу предпразничен. Ова жештина. Ама па жештина, па плюс и уште и жешка тема. И ептен ќе загориме вечера работата. Во сезоната што е зад мене, 10-та сезона 2015-2016, отворив две теми кои навлегуваат длабоко во начинот на бизнис трансформацијата на оваа држава и сите работи кои се правеле околу сето тоа. Едната тема беше за своевремено единствениот телекомуникацијски гигант, нели? За T-Mobile, за маđарите, за тоа што унгарските собственици мислеле, да кажеме, меѓу другото за Кира Наумов, кој колку каков бомбона бизнес имал начело со Радмила Шекеринска. И втората тема ми беше за Евана, односно продажбата на Евана, од кога после ЕСМ добивме Евана и тамо истите фигури вклучени, исто СДСМ премиер, исто Владо Бучковски, исто нивни министри за финансии, исто Радмила Шекеринска плюс со се роднините. И се некако исто во сето тоа, во моменти, во ситуации каде што државата и граѓаните ние ја губевме нашата вредност, каде што, например, што се однесува до Евана, каде што се види дека Владо Бучковски подарил хидроцентрали, навистина мали, меѓутоа една дузина, 11-12 хидроцентрали, како матка ги подарил на австриците и тие не се веќе наши. Јас и во тие емисии повикав дека доколку некој мисли дека сум кажал нешто невистина, дека некој податок не ми е точен, дека некој документ не е таков каков што е или дека има објаснување друго, повикав кој сака да се јави, си дојде во следна или некоја друга емисија и ќе може да каже да не е точно ова, не е точно ова, не се управа ова, не се, и да си ги изнесе своите аргументи. Немав таков одговор, што значи дека сметам дека и она што го кажав и што го кажа во мојата емисија Цветин Чилиманов за преземањето од Маđар Телеком и она што го кажав сам во емисијата за Евана, си стои бидејќи никој тоа не го оповргна, не го порече. Згоре на тоа имав неколку јавувања од познати мои пријатели кои или работат или соработуваат со овие големи компании и кои биле сведоци некое време или се уште се активни во тие компании кои ми велат, знаеш што, не си управо за тоа, тоа и тоа, и викам, добро, ако не сум, дојди или прати некој, нека каже, ќе му ставиме микрофон, камера. Не би закачале ние. Тоа ја го разбирам како не би чепкале за да не се расмрди поише. Знаеш, не си управо, ама еве тоа нема да го кажеме. Тоа не важи за мене како аргумент. За мене аргумент кажува, јас јавно излегов, кажав, какви сознанија имам. Дури не ни тврдам дека е тоа 100% вистина. Меѓутоа, тие се сознанијата и повикав, ако има некој друг, да дообјасниме и да го кажеме. Немаше дообјаснување, што значи дека такво како што е соопштено во оваа емисија, тоа така и стои. Денеска имам уште една таква емисија, која ќе пробам да ја комплетирам со документи и со работи кои ги имам дознаено преку луѓе кои имаат дадено своји изјави, тврдели и така натаму. Исто така, и сега еве денеска, повикувам секој што е засегнат, што мисли дека е кажано право или криво, што мисли дека може да додаде, да одбрани, да обвини, било што, слободно може да се јави. Јас ќе направам уште една или повеќе емисии, 2-3, за проблематиката што вечерва ќе ја објавам. Бевме бомбардирани
особено во последниот месец, и од последниот месец, особено во последните 7-8 дена, со можната судбина на најголемата наша фирма што се бави со наша македонска фирма што се бави со нафтени деривати, а тоа е Макпетрол. Ќе ја преземал некој? Не, нема да ја преземал. Тој што ја преземе, ќе ја преземе е неадекватен, несоодветен некој, или не, тој што ќе ја преземе е баш добар и така натаму. Тие што се сегашните газди се добри или не се добри, треба друг да преземе. Значи, бевме така под еден стерео звук со различни перцепции на тоа што и како се случува околу преземањето на Макпетрол. Јас пред 3 години, мислам дека објавив и тоа на Facebook, не ова емисија, дека беше сердисана зградата на Макпетрол со полиција и дека следи апсење на Андреј Расифовски, не знам кој све не се јави, дека тоа не е вистина и да сум го отсимнал тоа од својата Facebook страна, значи не знам кој све не се јави од било која политичка опција. Не збориме само една. Пријатели, познати, така натаму. Меѓутоа, иако јас тогаш имав многу мало сознание што се случува, очигледно сум бил во право дека нешто се случувало. Оно што вреди да се знае на почетоков од емисијава е дека според моите сознанија, како јас ја следам целата работа во Македонија, што се однесува Макпетрол, прв пат во Македонија се случува така наречено во корпоративното право и економија непријателско преземање на фирма. До сега сите оние преземања, што знам, на топлификација, на банки, на осигурителни компании, што знам, Вардар, или такви, како на Клопчевски, например, или овие што се ВИП, ВАН и така натаму, сите биле со така наречено пријателско преземање. Прв пат сме сега сведоци на непријателско преземање, односно прв пат сме сведоци тој што сака да купи, не сака сегашниот менеджмент да продаде. Претходно било едните сакале да купат еден или едни, овие другиве кои поседуваат или другиот кој поседува сака да продаде, па се договараат околу цената, пазар. Прв пат се случува судир. И што се однесува до економската наука кај нас и правната наука кај нас, кои ги овие проблематики разглобува, ова ќе е лекција за студентите и ќе мора да се предава како прв пример во историјата на Македонија после 25 години. Значи, уште еднаш да повторам, темата ќе ми е превземањето, можно или не, значи ќе биде превземено или не, ја не знам, на акционерското друштво Макпетрол. Прво, јас знам дека не сум толку вака привлечен со цвикери за читање, ова личната карта е многу далеку, многу одамна издадена и нема морам помагала да имам. И ќе морам да употребам во емисијата. Значи, прво со што би сакал да почнам е дилемата, ние знаеме кој е Макпетрол, иако ја подоцна малку ќе објаснам малку поише, кој е тој што сака да го купи Балкан, што сака да го купи Макпетрол. Фирмата се вика Балкан Петролеум Холдинг Лимитед од Лондон. Во ред, фирма странска. Меѓутоа, тој холдинг од Лондон е составен од практично е собственост, односно е оформен од фирмата Даволија од Кипар, која пак Даволија се состои од две фирми. Едната се вика Волантес, а другата се вика Далија. Тие двете се од Virgin Islands, од Девствени острови. И на таа Волантес е собственик Александар Каплан,
а надале е собственик Александар Смузиков. Александр Смузиков. Кога ќе проба човек да најде малку податоци за овие две фигури, Александар Смузиков, за него постои овиот томат, малку ќе ме извишат, иако на времето кога играв баскет може вака и на пониско, вака можам да закуцам позади, ама сега веќе не држат, не. Во секој случај, Александар Смузиков е visiting guest професор на академија која се бави со проблеми на безбедност, одбрана и law enforcement, значи на овие полициски разни сили на Руската Федерација. Низ својот живот ја има оформено така наречената Магистрал Груп, потоа таа е продадена на така наречената ТНК БП, BP, тоа е British Petroleum, а своевремено бил еден од поголемите собственици на Новокубешская нефтхемичкая компанија, значи некоја хемиска компанија, која подоцна е продадена на Роснефт, значи и British Petroleum и Роснефт се огромни светски фирми и брендови во петрохемиската индустрија. И еве го овдека и, да не биде кратко, и Александар Каплан. Ако успеам да го докачам. Кој е стручњак за Strategic and Operational Manager of Product Units, Air, Oil, Bitumen, LPG, Ships Fuel и така натаму. Значи, тоа се две фигури во светот. И ако се провери, Education, примерно, Moscow State University, и дипломирал право, конкретно Каплан. Доколку се провери на за податоците за што ги даваат тебе оваа година, нели, има американска фирма која кажува кој е каде најбогат во светот. И така натаму и Forbes, нели? И оваа година, например, во Македонија кажува не е веќе Минчо, сега е Орце најбогатиот македонец. Ако се провери списокот на Forbes за Русија, еден од нив двајцата е меѓу 100 тие најбогати. И интересно дека она што го истражував, они, да кажеме, ако направиме една табела меѓу примерно овој нашиот русин, собственикот на Вардар Самсоненко, и русинот, собственикот на Челзи Абрамович. Овие двајца се некаде во половината поблиска до Абрамович, бидејќи разликата меѓу Абрамович и Самсоненко е навистина огромна. Значи се работи за, според она што јас вака можам да го видам, за два сериозни бизнисмени кои дадоа и сериозна банкова гаранција, скоро 50 милиона евра банкова гаранција. Па сега, откако тоа го вака посочив, ако и секој може да си бара, да си истражува и за едниот и за другиот Александар, односно Елиот е Александар, а другиот е Александар, да би поминал на Макпетрол, односно зошто некој би сакал да го преземе Макпетрол, а зошто тој што е газда на Макпетрол не би сакал да го даде. Макпетрол е најголемата наша фирма во таа област. На пазарот сега, после серија од години со минуси и со губења, се уште е најсилен, владејќи го 40% од пазарот
има 130 бензински пумпи на најубавите места во Македонија и во градовите во Македонија. Лукойл му е конкурент, меѓутоа Лукойл не е ни на пола од она што е Макпетрол. Па така да по некој случај, ако овие двајца украинци и руси станат собственици на Макпетрол во следните 60 на дена, во тој случај во таа нафтена индустрија ќе имаме судир на собственици, бизниси, богаташи, милионери, милиардери, кои излекоа од Советскиот сојуз, односно се обогатија во постсоветскиот период во Русија и во Украина и во сите земји кои беа порано дел од Советскиот сојуз. Што се однесува до Макпетрол, Макпетрол е еден гигант за кој според мене за доаѓањето на височина во која беше, е најзаслужен претходниот, тогаш генерален директор на Макпетрол, покојниот многу популарен Гавро, кој додека беше жив смета дека тогаш беше помоќен, поважен, повлијателен и бизнис и политички од тогашниот генерален директор на Македонија Табак Данчо Шутурков. Значи, тој Гавро, кој ненадојно почина, практично ја остави фирмата, кој после него практично ја презема сегашниот прв човек на Макпетрол Андреа Јосифовски. Во една тогаш доста напната борба кој е, каде е, што е, успева да исчисти серија од луѓе од врвните позиции на Макпетрол и да го преземе. Тоа е после смртта на Гавро. Што се однесува до Макпетрол, тој подолго време е под обсервација на луѓе кои и медиуми кои третираат теми од областа на бизнисот, економијата, финансиите, пазарот, акциите и така натаму. Па имам еден од тие кои цело време го третира ова. Имам еден текст, например, од колегата Љупчо Зиков, собственикот на Капитал. Ако се сеќавате, пред 2 сезони беше Љупчо Зиков еден од моите редовни гости во емисијата, и тој на 19 јули 2011 има во својот Капитал има текст кој е насловен "Милиони прашања". Меѓу другото, вели вака Љупчо Зиков во неговиот текст: Андреа Јосифовски е само еден во низата матни ликови на македонската транзиција, кој митот на недопирливост и онаа нафташка сенка која надвиснала не баре поседува извор на нафта, наследен од дедо му, а не низ сомнителна приватизација која го произведе во клучен акционер и во монополско трговско предпријатие скроено со добро платени адекватни закони, значи платил за да бидат донесени законите. Уште треба и гајлето да му го береме сега, оти се нашол на удар на владата, а кога седи со истата влада, тогаш ништо не му е што прави тогаш. Значи, ова е едно од прашањата се на Љупчо Зиков, обвинувајќи го Андреа Јосифовски дека е еден од низата, значи има и други матни ликови во македонската транзиција. Натаму констатира тоа нешто и јас што подоцна ќе го пишам, што сум го извадил, дека најголем акционер во Макпетрол според податоците од Централен депозитар е Оилко, командитно друштво за транспорт од Скопје, кое поседува 20% од капиталот на нафтената компанија. Според истиот извор, најголеми собственици на Оилко се АД Макпетрол со 35% и Андреа Јосифовски со 15% од капиталот. Значи, има една
многу суптилна работа направена да Макпетрол е акционер, основач, согазда на Оилко, меѓутоа во исто време и Оилко е акционер, согазда, сосопственик на Макпетрол, па сето тоа така влева сомнеш дека сето што е направено со некоја заднина за која ќе се обидам нешто и да објаснам. Инаку председател на надзорниот одбор 2011 кога го пишува ова Љупчо Зиков е Јован Трповски, менаџер во Макпетрол, членови на надзорниот одбор е братот на Андреј Осифовски, Ристо Осифовски, кој пред 3-4 месеци потсина, и Ѓуро Јовановски, исто така менаџер во Макпетрол. Тие се во Оилко надзорниот одбор, се луѓе од Макпетрол. И Љупчо Зиков прашува, од каде загубите во Макпетрол неколку години поред? До кога загубите? А монополската позиција на Макпетрол на пазарот? Каде одат приходите од трговијата со нафтени деривати, но и од другите дејности под капата на Макпетрол? Макпетрол е котирана компанија на берзата со нејзини акции, се тргува поттука, овие информации мора се знаат. Колку трошоци се прават во компанијата? Кој е квантитетот и квалитетот на тие? Какви се резултатите на друштвото со Honda, Dell компјутери, Телма телевизии, хотелите на Макпетрол и серија други прашања има овдека Љупчо Зиков во неговиот текст од пред 5 години, 2011 е ова, може фино овдека да се види Љупчо Зиков, Капитал, милиони прашања. Нешто што е објавено и не знам натаму како одел. Па сега да видиме кој го поседува Макпетрол. Макпетрол има, можам вака да направам, да ја го искористам овој лист. Макпетрол има 2600 акционери и кои имаат 112.000 акции. Па кажувам, ако било што од ова сум грешка, може грешка сум прочитал, сум начул, сум превел, сум разбрал, не можам да знам се, логично е, нема никој човек на светот, така да било што ако е грешка, повикувам оној кој смета дека е грешка, дали сум ја направил ненамерно, намерно, се едно, нека повели тука, може да ги комплетно исправи податоците што ги давам, ако не се точни секако. Најголем акционер во Макпетрол е Оилко со 23% од акции. Ова е многу интересна бројка, запамтите, подоцна ќе ја гледаме. А во Оилко собственичкиот пакет е на Макпетрол, значи Макпетрол го владее Оилко, Оилко го владее Макпетрол, а едната и другата фирма ги владее Андреј Осифовски. Па така се ги прелева. Сега, тоа значи дека Оилко поседува во Макпетрол, ќе пишеме вака, МПТ, Макпетрол, поседува 23% од акциите. Многу интересно, ова се вика циркуларно учество. Циркуларното учество поголема од 20%, после 18. мај 2016, оваа година, е незаконско. Односно, има за тоа кривична одговорност. Значи дека Оилко со 3, нешто на 100, значи треба да е под 20, го крши законот, односно не може да му важат овие акции во целост во Макпетрол. Натаму. 3% од акциите има фирма која се вика MM Oil Canada. Сега. Многу интересно што би значило MM.
ММ значи Милица и Марија. Милица и Марија. Тоа се двете керки на Андреј Јосифовски. ММ Oil Canada. Така е заведено во документите на Мак Петрол, дека 13% има таа фирма. Што е тука интересно за мене? Е тоа што фирма со вакво име во Канада не постои. И тоа ја ќе ви го покажам. Во Канада, на вистина, за волја на вистината, постои фирма која се вика MM Oil, ама тоа не е MM Oil Канада. Нема Канада. Таа фирма не се знае кој е собственик. Ова се истражувањата кои сум ги правил за MM Oil Канада. Еве овде да се види. Меѓутоа, не постои MM Oil Канада, постои MM Oil LTEE, нешто во таа смисла. Значи, нема вакво име. Дури и оваа, не можам многу. Дури и оваа компанија може да се види дека е основана од фирма која се вика First Invest фирма во Квебек. Сите инаку документи се на француски, се испомачив да тоа го преведеме и така натаму и така натаму. Значи, на MM Oil, ама не е MM Oil Канада. Собственик е First Invest и тука и го имам и некаде и името на... Да, председател на таа фирма е Замора Бернал или Бернал Замора. Не знам дали е тоа фирма, човек, женско, машко, дали е голман, фудбалер, кувар, не се знае кој е, меѓутоа е таа Замора Бернал и сега да не ги исполеба истите сите овие документи кои го докажуваат се тоа. Значи, да се вратам, MM Oil од Канада, во Канада, вклучително и во Квебек, не постои. Ја нема. Има друга MM Oil, за која не се знае кој е собственик, не може да се открие кој е собственик, меѓутоа го нема ова име. А што се однесува до Мак Петрол, тие тоа име го третираат како собственост на дека е со 13% во фирмата MM Oil Канада. Милица и Марија. Плюс од ова, вработени имаат 23%, тие се оние што работат на пумпа, но на дворешни имаат 27%, пензионери, овие мислам дека ќе решат, имаат 16%, поранешни работници имаат 15%, и странски субјекти имаат 15%. Ова го прави 100% на Мак Петрол, односно 2600 акции, за 2600 акционери со 112.000 акции. Сега, кога ќе се види овде ова, е прашање како Андреј Јосифовски, еве ги, овде може да се видат и официјално од страната на Мак Петрол акциите, кои се шо се. Еве ги, вработени 23, надворешни 28, Оилко 22,27, пензионери 16, поранешни, странски субјекти и менаџери имаат најмалку 0,5%. Еве го, и тоа е. Значи, прашањето е како црпи 51% од овие 100% Андреј Јосифовски за да ја владее компанијата. Си ставаме со едно ливче овде. Може да се
да скомотам. Значи, председател на управен одбор, генерален директор понекогашки, значи газда, собственик, владател на Мак Петрол е Андреј Јосифовски и мене секогаш вака ми се допаѓаат емисиите каде што може да се види сликата на човекот, особено ваков тип слики. Ова некако на мене ми има онака Godfather look like слика. Прстена ова темна позадина. Решава на судбине на луѓе, ги праќа во заборав или ги промовира. Како таков, тој има начин како наложува, практично со сила, да од 23 до 51 да добие гласови на секое собрание. Имено, има 6 или 7 полномошници. Јас разбрав 6 или 7, не сум точно сигурен, меѓутоа еден помалку, еден повеќе се исто. Тие имаат, меѓу себе ги имаат поделено вработените, овие вработени со 23%, и пензионерите, овие со 16%, меѓу себе ги имаат поделено точно по бројка, колку луѓе има, ти имаш 20, ти имаш 50, ти имаш тие 50 пута толку акции имаат, толку акции и така натаму. И на 15 дена пред собранието потпишуваат полномошно кај нотар. Значи овие, да кажеме, 15 пензионери или овие 15 сегашни вработници, помпаджи едно друго трето, одат со овој истурениот играч на Андреј Јосифовски на нотар и потпишуваат полномошно дека он ги застапува нивните интереси. И они во тој момент веќе немаат ништо, овој што ќе направи, тоа е направено. Значи, дури и самото полномошно тие си го плаќаат јадници, тие луѓе. Значи, нити знаат што ќе се решава, нити знаат што е, како е, ниту овој кој станува нивен полномошник кажува за што ќе ги застапува. Едноставно тој е човек на Андреј Јосифовски. Доколку не потпишат полномошно, се соочуваат со бркање од работа нивно, или со бркање од работа на нивно чедо, или со смалување на плата, или со смалување на позиција, че ќе работиш вамо и таму. И на тој начин Андреј Јосифовски си прави 50 и нешто. Спротивно, во овој момент, понудувачот, овие овдека што ги читавме, тие Балкан Петролеум, на сите им дава една понуда, иста понуда, транспарентна, според законот за преземање на акционерски друштва, значи све е леге артис. 420 евра е акција. Една акција е 420 евра. Што вкупно значи 475 милиони евра. За ова, според закон, понудувачите, односно Балкан Петролеум, односно овие два типуса, имаат приложено банкова гаранција од УБС, швајцарската банка. Ова е УБС, оној кој и ова е банка која се спротивставува практично на Godfatherот. УБС, оној кој патувал во странство, можел да ги види нивните реклами, присутност секаде. УБС како банка, швајцарска, беше нападната од про-Макпетроловите медиуми, особено од Телма, која е практично фабричка телевизија на Макпетрол, дека била банка која што била во Panama Papers, иако во Panama Papers беше и Сорос, па самата таа Телма, ниеднаш тоа не го спомена, дека во УБС имал сметка Гадафи, може и да имал, меѓутоа Гадафија спонзорирал и изборната кампања на Саркози, па и она на Берлускони, па тоа никогаш на Телма не било кажано. Може да има Гадафи, меѓутоа во УБС за да отворите сметка, не може да отворите сметка ако немате најмалку 1 милион евра. Ја пробав пролетос кога да отворам сметка, ми фалеа
уште 15.000 евра и викам, добро, може ли со 900.000 и 900 и, не знам, 85.000 евра да отворам сметка, не вика мора да комплетираш милионче, немам милионче, не можам да отворам сметка. Значи УБС не може да отвори секој. Значи ако немаш една милионка онака чисто. Таа банка ја дава банковата гаранција според законот во Македонија. Ја положила банковата гаранција за 475, значи за пола милиарда евра. Според она што го пишува Вечер, а е детално елаборирано во нивното пишување, бидејќи нели Вечер вика овдека прв дознава, најголемата швајцарска УБС банка останува најголема приватна банка во светот за 2015, за минатата година. Покажува истражувањето на релевантна институција и е она прва пред Мерил Линч и Морган Стенли, двете американски. Мерил Линч и Морган Стенли се исклучително познати, јаки, силни. УБС е посилна од нив и таа дава гаранција за сите 112.000 акции по 420, дава 475 милиона евра. И сметам дека обидот на Макпетроловите, Андреј Јосифовски медиуми да го рушат интегритетот на УБС е смешна работа. Може да пробат на друго место некаде нешто да рушат, ама сега УБС, банката во Швајцарија, дека е била ваква, таква, онаква, па сега баш банка во Швајцарија. Не верувам. И некој, било кој, да добие од УБС банкова гаранција на пола милиарда евра, не верувам дека може било кој туку така дојдов јас, може ли банкова гаранција добијам, таа работа не оди. Значи, ево уште еден податок од Вечер. Ново ги цитирам денеска и Зиков и Латас. Вели, малите акционери на Макпетрол се приклучуваат на кривична против Јосифовски. Тоа е кривична пријава ланската година, кога беше дури и блокирана сметката, па се направи оној огромен притисок, правеше притисок СВСМ, правеа притисок про Андреја Јосифовски медиумите и така натаму. Меѓутоа беше, те немало да има нафта за ова, керозин за она и така натаму и така натаму. Пак да повторам, за да дојде Андреј Јосифовски до владеачката позиција во Макпетрол, покрај овие негови, односно од оилко 23%, му требаат и 23% од вработени 23 и 30, да пише. Му требаат и тие 23%, за да направи 51. Да напоменам дека во времето на приватизацијата, нешто и за тоа ќе кажам малку подоцна, секој вработен во Макпетрол, кога станувала АД Макпетрол, имал во просек, сега се ова просечни бројки, меѓу 70 и 100 акции, а главно најголемиот дел на вработените таму биле пред 5-6 години, 7, 8, 4 пред пензија. И она што го користи Андреја кај нив е тоа да вработи некој нивно чедо, внук, зет, син, керка и така натаму. Значи, да направиме една фиктивна математика. Ако има 70 до 100 акции, да кажем овие имаат 100 акции, за да биде округла бројка. Ако има 100 акции и ако секоја акција кошта 40 евра, тој некој вработен во Макпетрол има вредност од 40.000 евра. Тоа се негови пари. 40.000 евра. Ама ова е фиктивно. Затоа што тој го дава полномошното на полномошникот, тој ги владее неговите акции, доколку сака да ги продаде акциите, го бркаат од работа и едноставно човекот има акции, ама нема вредност. Има собственост, ама во
джебот не го чувствува. Еве, например, меѓутоа, каде е интересниот дел од математиката? На пумпа има, да кажеме, околу 250 евра плата. Може да е 250, може да е 300. Значи, во годината имаат меѓу 3 и 3500 евра плата годишно, вкупно. Ако е некој до пензија за 5 години, по 3, значи, ќе земе вкупно, значи, отепувајќи се од работа, 15.000 евра. А овие 40.000 кои се негови, за кои не треба да работи, бидејќи се негови во џеп, не може да ги земе. Не може да ги владее. Она што сега всушност се нуди со оваа понуда со банкова гаранција од Балкан Петролеум е дека тие луѓе може да ја продадат својата вредност, значи да си ги земат овие 40.000 евра, да останат на работа. Зошто? Затоа што ако поголем дел земат да продаваат акции, на секого му требаат 40.000 евра во овој момент, ако земат да продаваат поголемиот дел од луѓето акции, Андреј Јосифовски не може да се заканува со отпуштање од работа, оти не може да ги отпушти сите, па не. Некој мора да работи на бензинска. Некој мора да точи гориво, некој мора да работи, да вози камиони, да сервисира, да се друга работа што има, па на крајот на краиштата да работи и во администрацијата на фирмата. Она што е многу интересно, а што сега сакам да го подкрепам, еве го извештајот, ова е магазин, конечно да не е ни вечерни капитал, е магазин, дека Мак Петрол има 2636 акционери, значи ова, јас сум взел како една, кои ќе ја решаваат судбината на нафтениот гигант, како подкрепа, поише ми е како подкрепа на она што го зборувам. Проблем со кој се соочува покрај оваа математика Андреј Јосифовски е делот околу неговиот мандат. Тој, еве овде една фотка од како се решава во Мак Петрол. Ето го тука е Андреја и сите негови околу. 15-та седница на собрание на акционери одржана на 26.2011, на која на Андреј Јосифовски му се дава уште еден термин да го води акционерското друштво. Значи, тој термин е 7 години и 7-та година истекува на 20, ака да бидам поубав со ракопис, 20 јуни до година. Значи, во овој момент, кај ми шо? Андреј Јосифовски има уште 10 месеци владење со Мак Петрол, после што може да биде сменет и не само да биде сменет, туку со самото тоа и да ги изгуби сите привилегии. Кои привилегии? Тој своевремено направил клаузула за себе за обештетување за евентуално предвремено раскинување на договор. Тоа нема да важи, бидејќи ќе му истече договорот кога нема да биде реизбран. Земал, тоа го објавија повеќе медиуми, уште лани, годишно бонус за успешност во вредност од 240.000 евра. Значи, тоа е 250.000 евра годишно за успешност во момент кога фирмата станала загубар. Бонусот за успешност, од кога по неколку години почнува се да има загуби Мак Петрол, го прекрстува во бонус за лојалност. Значи, ем прави фирмата да е загубар, ем зема пари за лојалност. Ова на 20.06 до година, значи од денеска за 10 месеци, таа привилегија, доколку
течат работите во корист на Балкан Петролеум, во тој случај тоа веќе не ќе може да го наплаќа Андреја Јосифовски. Дали тоа така ќе биде, ќе видиме во следните 60 на дена. Сега малку би сакал да отидеме назад, односно како Андреј Јосифовски стигнува до своите акции. Во далечната 93-та, тоа е пред 23 години, почнува да се крчка законот за трансформација, по така наречениот тогаш предложен модел продажба на предпријатието на лица што ја водат фирмата, односно така наречен менаџерски откуп. Секој што е собственик да може да си ја купи фирмата. Под раководство на министрите за финансии на СДСМ, Јане Милјовски почина пред краток период и Таки Фити, кој е сега нешто као најжесток критичар на се и се во економијата. Таки Фити, нели, од Македонската Академија на науки и уметности, го спроведуваат овој менаџерски откуп, каде што откуп на акциите прават, односно приватизација, правење акционерско друштво, прават и Фешпер, Пиварница, Комерцијална, Македонија Турист, Етекс, Европа, Алкалоид. Меѓутоа, дел од тие фирми, што знам, Пивара, според мене најдобар, најсветол пример е Алкалоид, и Трајче, покоен, и сега син му Живко, се грижат за фирмата, фирмата расте, се грижат за вработените, вработените добиваат дивиденда секоја година и расте вредноста на акцијата. Вработените во Макпетрол не добиваат дивиденда. Зошто? Затоа што целиот профит оди во Оилко. И овие сироти имаат 40.000 евра, кои ги немаат, значи само вака, фиктивно постојат, си ги кажујат, и плюс секоја година не делат дивиденда. Прашајте било кој од акционерите на Алкалоид, веројатно најсериозната фирма во тој правец во Македонија, и ќе видите дека секој мај на точен датум во секунда легнуваат парите, зависно кој колку акции има, кој 100, кој 1000, кој 10, легнуваат парите на сметката на луѓето. Тоа случај со Макпетрол не е, иако Макпетрол со години беше монопол, односно единствен на пазарот на нафтените деривати во Македонија, што е страотно предимство. Во креирањето на сето тоа, како модел за приватизација, учествуваат и луѓето од Агенцијата за приватизација, а и професори од економски факултет, као што е, например, Ванчо Узунов. Тоа е све под раководната палка на поглавниот годфадер од Андреја, тоа е Бранко Црвенковски. И еден од оние што ја води приватизацијата, а тоа е Мирољуб Шукаров. Сега, ако земете да читате економски анализи, критики и така натаму, Шукаров, Узунов, Фити, тие сега кажуваат, не чини ова, не чини она, не чинило се задолжува, не чекало грчко сценарио во ситуација кога сме четврта најмалку задолжена земја во Европа. Не знам што ќе се десело, не знам каков колапс. Тие што овозможија, еве овие вработени, да кажеме, што се во Макпетрол, да со години не земаат ништо за своите акции кои своевремено си ги купиле. Она што е исто така важно е што про-Макпетроловите медиуми се расфрлија со текстови, сега да го најдам, да еве го,
Случајот за превземане на Макпетрол може да покаже дека Македонија Елдорадо во Европа. Демек, зошто? Затоа што Балкан Петролеум имал фирми, односно на Кипар и од таму ја формирал онаа фирма во Лондон, што кажа веќе на почетокот. Меѓутоа, одејќи на Кипар, може да се види дека уште од далечната 93-та фирма на Кипар има токму Андреј Јосифовски. Андреј Јосифовски и Милан Сотивовски, може да е Сотировски, компани Petroimpex Overseas Limited 22.2.93, кои имаат фирма која ја затвараат подоцна, ја затвараат пред некоја година, со тоа што, ево овдека, еве улицата каде што се наоѓа фирмата. Тоа е на некоја стрит Архиереј Макарио III, Меуза Корт Флор 4, како и сите фирми што се во офшор компании, и оваа фирма е на адреса на адвокатот што формира. И можете и да видите, имаше и на неколку портали, да го видите овој податок. Ја има и улицата, каде што се сите тие каде што е била лоцирана оваа фирма на Андреја Јосифовски. Многу интересно, дека оваа иста улица се разликува еден или два блока од фирмите кои се на овие двајца. Значи, Андреј Јосифовски и Александар имале ист тип фирми во иста улица, во исто мало комшии биле на Кипар, па со самото тоа и нападот на Телма и нивното независно и истражувачко новинарство и непристрасно паѓа во вода. Згора на тоа има една работа. Овие луѓе, кои ги кажав како е формирана таа фирма, British Petroleum во Лондон, преку кои фирми од Девствени острови и така натаму, во своето CV може да се видат сите тие фирми кај ги формирале на Кипар. Спротивно, господинот Андреја Зафировиќ во Централен регистар никогаш не пријавил, иако овдека стои као собственик дека имал фирма. Во врска со вашиот допис 22.7.2016, значи пред малку време, со кој бараве да ви изнесе дали лицето Андреј Јосифовски со ова МБГ, тоа нема да. Кај ми е пенкалцев? Нема, за да не се гледа МБГ. Има евидентирано инвестиции во странство, ви известуваме дека за наведеното физичко лице не постои запис во регистарот на директни инвестиции на резиденти во странство. Значи, во едно е формулирано дека и лицето Милан Сотивовски не можеме да издадеме информација дали има директни во странство или запис, или нема причина, што во барањето како критериум за проверување сте го навеле само името и презимето, значи немало поголеми податоци. Во секој случај, она што мене ме интересира е дека Андреј Јосифовски не пријавил дека има фирма на Кипар, а и што не пријавил, туку другите ги напаѓа, вие имате фирма, а он што има фирма, тоа не. Во врска со ова излегува и повеќе текстови. Ова е, мислам дека од Капитал. Јосифовски партнерот го искористиле Макпетрол во офшор компанијата за да ги оштетат акционерите, иако со најновиот закон од пред некоја година во Кипар, таа всушност сега веќе и не е офшор дестинација, на крајот на краиштата Кипар е сега членка на Европска унија, па мора да важат истите закони, меѓу другото, и во банкарскиот систем. Инаку, како во овој процес воден од Јане Милјовски, таки фикти предводен од Бранко Црвенковски, советуван од професор Узунов, спроведуван од Шукаров, како всушност големите газди доаѓале до своите акции. Имено, акцијата имала вредност, нели?
100%. Например, во тоа време 500 марки, било која акција. Сега као пример давам за било која фирма. Меѓутоа, акционерите внатре зависно од вработените внатре, зависно од тоа колку долго се на работно место, колку се стружи, од многу фактори, можеле да ги откупат акциите дури и со дисконт од 90%. Значи, акција од 500 марки би можела да се купи за 50 марки, ако долго години се работи. Пумпаш на бензинска пумпа 5 години пред пензија и така натаму, со голем дисконт. Она што го прави Андреа, им ги откупува тие акции, меѓутоа со тој дисконт за 90% поевтини. Нешто на што нема право. Практично на своите вработени им го одзема правото. Им ги одзема годините во кои работеле. Им го одзема трудот кој 20-30 години го вложиле во таа фирма, им го одзема и за таа нивна вредност, за истата вредност им ги откупува на сила. Ќе те задржам на работа, ако не ќе те избркам, ако не ќе избркам овој оно и така натаму и така натаму. Најодвратно во сето тоа е што има документ за приватизација издаден од владата на СДСМ, односно на Бранко Црвенковски, кој вели дека, пазите, вредноста на општествениот капитал е разлика помеѓу иметот на корпорациите намален за обврските. Тоа е стручњаците од економски факултет доаѓа до оваа супер формула. Меѓутоа, никаде во свет ова го нема. Во ниједна друга држава. Бидејќи вредноста на акциите над 70% од вредноста подпаѓаат под позиција на пазар, во случајот Макпетрол, монопол. Ноу-хау, исто така. Бренд, во случајот Макпетрол, единствен. Права од индустријска, интелектуална собственост, минат труд, вработени и така натаму, сето тоа не е земено во предвид кога се правела вредноста на фирмите и тие со спуштање максимално на вредноста ги откупуваат така наречените менаџери, оние, ако се сеќавате, 12 или колку директора на Бранко Црвенковски, јавачи на апокалипсата, кои 80% од нив испуштаат од работа, бркаат и земаат све за себе. Исто така, книгата на акционери на почетокот е тетрадка, всушност, која стои во фиоката на генералниот директор кој потоа станува собственик и кој има апсолутен увид, значи додека трае приватизацијата има еден матен период кога најголемиот дел од луѓето што сега некако невработеноста се обидува оваа влада да ја врати, значи невработеноста која во времето на Бранко Црвенковски и владите на СДСМ доаѓа до рекордните 37, сега е паднато на 24. Во тоа време е матен дел од приватизацијата, каде што нема доволно законска регулатива, каде што може да се манипулира, каде што може да не се остави трага од криминалната приватизација и од проценката на фирмите кои се земени. Кога се формира Оилко, значи, прашање која секоја сум го поставил, зашто фирма како Макпетрол и газда како Андреј Јосифовски би формирал фирма која е конкурент на собствената фирма. Јас сум сега во Томато, собственици се Ирена и Бане Поповиќ. И сега и Бане и Ирена да направат друга фирма, наместо Томато да се вика Керот, да кажеме краставица, или watermelon, лубеница. И тамо да купуваат камери, ова, она, микрофони се, а оваа фирма да ја празнат. Зошто Андреј Јосифовски би направил фирма која економските експерти, кој јас и експертите за корпоративно право, кој јас ги контактирав пред да ја правам оваа емисија, велат дека формирањето на Оилко е атентат врз Макпетрол. Еве ќе ви кажам и зошто. Односно дека тој сам си е убил својата фирма. Оилко сам по себе е спорен заради начинот на упишување на акциите.
во Централниот депозитар, директор, кога се упишуваат агенциите, е Стефан Шапчевски. Мислам дека имаме една слика од него. Да. Ево го Стефанчо. Стефан Шапчевски да ти бил директор. Ево Стефан. Значи, директор на Централниот депозитар, тамо кај што се запишуваат. И овој своевремено доби, не знам каква е резултатот од сето тоа, кривична пријава за злоупотреба на службена должност. Тој практично ги упишува акциите во акционерската книга и ги става во промет. Интересно е, да ве прашам, откако го разрешуваат од директор на овој Стефан Шапчевски, кој не е баш така Шапче, бидејќи откако го разрешуваат од тамо од кај што работи од Централниот депозитар, што мислите, каде наоѓа работи и каде работи до денеска? Во Макпетрол. Човекот го си завршува работа, си го разрешуваат и лаганица, нога пред нога, оди онде Карши Цветен пазар и си се вработува во Макпетрол или како стручњак, може да е, меѓутоа, или како награда за сработеното. Меѓутоа, што практично се сработува? Што е големата, може е тежок збор, измам, ама големата игра, големата работа, што е, во што се состои. Големиот трик, права ствар. Големиот трик. Овие 23% на Оилко. Значи, оквирни се бројките 23%. Како се направени? Како учество на Макпетрол во Оилко се искористени 10%, значи во самиот Оилко, кај сега ти се запишеме, 10% во Оилко, се искористени 10% од така наречените сопствени акции што ги има Макпетрол. И веќе објавив овде дека има кривична пријава за Андреј Осифовски, меѓу другото и за тој дел. Што значи сопствени акции? Сопствени акции значи дека самата фирма купува дел од акциите кои се во фирмата, но по закон, тие сопствени акции, тие 10% немаат право на глас. Односно, не гласаат. Тие 10% акции во Макпетрол, значи, кои биле, значи, пред да излезат овие, пред да влезе Оилко со 23%, овие биле 100%, бил Макпетрол без тоа. 10% кои се, уште еднаш ке речем, се викаат сопствени акции, немаат право на глас во фирмата и не решаваат ништо во Макпетрол. Што прави Андреја? Андреја ги праќа тие 10% во Оилко. Андреја Јосифовски додава свој 13%, прави 23% и тие 23% ги враќа во Макпетрол. Така да 10% кои му недостасувале за да направи 51%, кои не можеле да гласаат додека биле такви, ги носи во Оилко и тогаш кога ги враќа од Оилко во Макпетрол, тие гласаат. Значи, страшно финта, а валда му е како се сеќава. Значи, без Оилко, кога не би постоел Оилко, сите акции се 100%, вклучително и овие 13 на Андреј Јосифовски и овие на 10% сопствени акции, меѓутоа во тие сите 100%, 10% сопствени акции не смеат да гласаат.
Ги има акциите Андреј Осифовски во Макпетрол, ама не му вршат работа во управувањето. И се решава фраерот, со тие акции формира фирма, Оилко, додава уште некоја своја акција и кога со тие акции се враќа назад во Макпетрол, практично го владее Макпетрол со акциите кои претходно и немале право на глас. И затоа се сите овие серија од кривични пријави. И почнува со формирањето на Оилко, еве дневник од 14.8.2015, тоа е пред една година. Еве го до овој, Шапчевски. Уште во 2013 Макпетрол тужен за сделка со Оилко вредна 15 милиони евра. Значи, со формирањето на Оилко, практично како атентатор на Макпетрол, сите пари, целата вредност, целиот профит, наместо да остане во Макпетрол и да го делат вработените, акционерите, сето тоа се префрла во Оилко. Сега, се сеќавате дека на времето најголема дистрибуција на нафтени правеше Млаз Богданци со оние нивни големи цистерни, па потоа тоа полека таа фирма пајаше и на крај сега практично целиот тој бизнис го презема бизнис кој носел профит, го презема Оилко. Меѓутоа е прашање, ако си ти собственик и најголемиот собственик, главниот човек во фирмата како што е Макпетрол, зошто тие сите камиони не ги купи на Макпетрол? Па да овозможиш на твоите вработени повеќе да вреди акцијата, поголема дивидендна, редовно да се дели овде, во случајот на Макпетрол, никаква дивиденда никаде не се дели. Зошто сите тие камиони, преубави, оние хромирани цистерни, одат на друга фирма, а не одат у фирмата која тебе те направила тоа што си овде као на слика Godfather лик. Практично све зима Оилко, односно тесната клика околу Андреј Осифовски, ќе објаснам нешто малку поише за тие, ништо не зимаат вработените во Макпетрол. Инаку, секоја година на акционерско собрание се гласа за одлука за голема сделка со заинтересирана страна. Значи, секоја година голема сделка со заинтересирана страна на Макпетрол е Оилко, односно преносот, и секоја година се обновува тој договор со нереални цени, за да се експроприира вредноста, значи одземе, префрли вредноста на Макпетрол. Најинтересно е што тоа може да се види од финансиските извештаи на Макпетрол и Оилко. Паралелно, ама во спротивна насока. Како паѓа Макпетрол, така се качува Оилко. Овие надоле, овие нагоре, значи парите всушност кои требале да влезат у Макпетрол излагаат и он оди, колку он оди надоле, толку Оилко оди нагоре, што е стварно вака многу интересен момент. Во 2009 до денес, од 2009 до денес, значи од Оилка до денес, загубите на Макпетрол се 15 милиони евра. Тие се иначку акции, доколку тие пари, 15 милиони евра кои де факто влегле во Оилко, доколку влегле во Макпетрол, акционерите можеле да ги поделат меѓу себе. Сега ќе ви направам една многу проста математика. Чекај лист да се. Видите, дури доаѓа малку и црн хумор е, без малку, за оние што имале пари. Се надевам дека вака кога се дигам не ми излегува многу ова опуштениот дел од телото. Значи, од 2009 до денеска е 15 милиони евра е загубата.
типичен пумпаш, рековме, има 100 акции, што значи дека има нели 112.000 акции, така. Типичен пумпаш има 100 акции. Ако се дели множи, секој од оној кој има 100 акции, да кажеме, некој пумпаш. Во периодот од 2009 до сега не земал, односно загубил 14.000 евра. Доколку работел како треба, а во интерес на својата фирма Андреа Јосифовски, секој просечен работник во Макпетрол, кој има 100 акции, во периодот од овие последни 6 години, би си земал за себе, за својата фамилија, за своите деца, за своје спокојствие, за свој комотитет, за своји потреби, 14.000 евра. Овие 14.000 евра не се кај вработените, туку се во Оилко, по формирањето на Оилко, кој уште еднаш ќе го наречам е практично атентатор на Макпетрол. Еве атентатор поединечно и на некој човек што имал 100 евра, атентатирање за 14.000 евра. Сега, кога би бил на место на некој што има 100 акции, во овие последни 5 години, зависно колкава возраст е човекот, во тие 5-6 години имало, не дај Боже, болест, смрт, имало среќа во фамилиите, свадби, веридби, деца, годишни одмори, имало потреби, куќа, реновирање, клима, овдека клима многу треба. Значи, имало најразлични, каде што овие 14.000 евра многу би се нашле. За убава свадба, за убава венчавка, за убави младенци, за убав годишен одмор, за добра машина за перење судови, за нова спална, за убав телевизор, за било што. За доплата за куќа од помала у поголема, односно станче од поголема у помала, 14.000 по човек. Тоа е атентатот. Сега да ги оставиме настрана ова дека овдека во кипарската компанија никогаш не станува јасно кој е собственик на остатокот од 50% од таа компанија. Не станува јасно зашто тој ја крие офшор компанијата. Јасно е само дека малите акционери го тужат, што може и да се види. Сега, каква е структурата на луѓето што му помагаат во сето ова на Андреа Јосифовски? Значи, директор на Оилко е овој момак кој се вика Димитар Джеков. Ево Димитар Джеков. Финансов директор е Саша Лекич. А Саша Лекич и Андреа Јосифовски во Оилко се така наречени комплементари, односно одговараат солидарно со личен имот за Оилко. Значи, финансискиот директор на Макпетрол и генералниот директор на Макпетрол, најзначајните два лика во Макпетрол, финансиски со личниот имот одговараат за Оилко, ама не и за Макпетрол. Така, малку вака човек која ќе го чуе ова му се оди на едно место да се олесни. Натаму, директор на кадрово и особата која, според сведоци, кои во некоја наредна емисија, ако има потреба, ќе ги донесам од Макпетрол, која најмногу им се заканува со таткоси, со бркање од работа, ако она е директорот на кадрово, Марија Јосифовска. Значи, тоа поново е HR, Human Resources, по старо комунистичко, она време за кој многу ми напатат, тоа се вика кадрово оделение, ова е ќерката на Андреа. Нејзин сопруг е овој момак, ево дека ќе ставам, кој се вика, он се вика Александар Спасовски.
Он е управното оделение, тамо директор. Што е многу интересно, имам уште една слика од Марија, ама па сега да не ја пропагирам без потреба. Што е интересно за овој дел овдека, значи ќерка, зет и дедо, татко му на Александар се вика Ванчо, кој инаку Ванчо почнал во Макпетрол како пумпаш. И тој, Ванчо, станува директор на ондека во Илинден, каде што се сите резервоари, као што е целата дистрибуција на Макпетрол, значи на исклучително важна позиција е тој дел од фамилијата. Втората ќерка се вика Милица Јосифовска, нели имавме ММ она ойл во Канада. Нејзиниот сопруг е Горан Пајмаковски, собственик на фирма која се вика Гокием и се бави со набавки во продавниците на бензинските. Хигиената во Макпетрол ја одржува, иде преку фирмата и одржувањето преку Мери Јосифовска, сестрата на Александар. Значи, апсолутно една поврзана, тука имам уште неколку, сега ќе ви ги представам. Се сеќавам дека повеќе луѓе кога полнам бензин на Макпетрол, иако, да ви кажам, во последно време исклучително полнам на Лукойл, од и бензин и плин и нафта ми трошат помалку возилата. Но кога застанувам на Макпетрол, пумпашите се жалат дека едноставно кадрово оделение доаѓа и вели на оваа пумпа сте 5 души, сакате или да избркаме еден или на сите сразмерно да ви ја намалиме платата. Нормално сите колегијално се согласуваат, бидејќи не знаат кој ќе ја бркам да се намали платата. И сето тоа доведува до ситуација да луѓето живеат и работат под страф. Пред да кажам за ова, значи втората ќерка, ова е едната, втората овдека е единствена слика што ја најдов. Е ова овдека. Двете ќерки, сопругата на Андреа и Андреа и нормално свештено лице, оти премногу гревови се и тие гревови треба да се некако правдаат. Имам исто така од Е-магазин најдов, кои се членовите на надзорниот одбор на Оилко, меѓу другото, да кажеме, Милица Јосифовска. Значи, една од ќерките. Ево тоа овде. Интересно е дека овие овдека, кога ги пишував, кога ги кажував дека овие сега нешто пишуваат, Facebook статуси, коментари, анализи, ти реков ми рече оваква било состојбата во економијата, онаква била состојбата во економијата. Еден од тие исто така што многу пишува и критикува е Перо Гошев. Порано, пред да биде ова што е, во Скопје беше познат како Перо Штикла или Перо Гипс. Во моја емисија сум објаснувал порано зошто бил викан со едното или со другото име. Меѓутоа тој, како висок службеник, државен и вклучително гувернер на Народна банка, никогаш не разоткри ова што е еден просечен водител на негледана емисија на полноќ, како што е ова моја емисија и јас. Успеваме да го откриеме со малку работа и ангажман. Овде имам уште неколку слики од фамилијата на Андреа Јосифовски. Морам да кажам дека баш онака мафијашки се сите со многу малку слики. Ова е собственикот, ова е оној човек кој го споменав преска, Саша Лекич, за кој исто така имав големи проблеми да најдам слики. Ова веднаш до Макпетрол, веднаш до Андреа Јосифовски. И на крај имам овде еден документ за членовите на надзорен одбор, дека е, да кажеме, Милица Јосифовска, МБГ, тој нема да го читам,
за избор на членови на надзорен одбор на друштвото на Оилко, Милица Јосифовска, Ѓуро Јовановски, Јован Трпковски и така натаму. Сега, што ова, вака малку морам да направам, што ова во финале за сите овие луѓе значи, односно за сите вработени, што ова значи во Макпетрол и воопшто што го гледаме ова битка медиумска, бил, не бил некој, ова било, она било. Еве што е моето согледување. Ќе простите, морав да користам многу хартија, и се навистина многу податоци, многу имиња, многу бројки, форми на изразување кои не се присутни во секојдневниот живот. Во овој момент Макпетрол има 53 милиони евра долг кон банки и кон добавувачи, какво што е, например, Окта. Многу должи Макпетрол на Окта. Управната зграда, онаа тамо, кај Цветен пазар, е заложена во комерцијална и во Окта. Заложени се и голем број од бензинските пумпи. Моите податоци говорат дека Андреј Јосифовски, откако е нападнат со обид за непријателско преземање од овие два лика, еден од нив, не сум го открил сето тоа, долго време соработувал со Андреј Јосифовски порано. Не знам кој е и не знам како, меѓутоа не успеам да го откриам, меѓутоа е факт дека соработувале. Значи, откако разбрал дека е нападнат, се обидува да најде пари за да може да демфува и евентуално тој да го купи овој дел што овие двајца русо-украинци, украино-руси се обидуваат да го купат, меѓутоа не успева. Оди бара пари од Хари Костов, оди бара пари што е за него, го смета и самиот за понижување, и од Трифон Костовски, ни едниот ни другиот не дават. Лично мислам дека Трифон нема такви пари, а и Хари не би сакал да се... Тој се надева на така наречен валутен борд, кој го промовира Ерол Ризаов, од кој ништо нема да биде, еве му кажувам и на Ерол и на Хари. Меѓутоа, тамо му е интересот, а не во спасување на Макпетрол. Акционерите на Макпетрол, кој дружи во овој момент 53 милиона евра, се ставени во ситуација целиот капитал на Макпетрол да се испумпува во Елко, тоа веќе го објаснив, и тоа со години наназад, и со самото тоа тие луѓе не земаат дивиденда. Еве, 14.000 евра, не знам колку илјади евра и така натаму. Во овој момент, доколку се земе во предвид оваа понуда од 420 евра по акција, што во следните 60 дена ќе се нуди, тоа е идеална шанса акционерите да не останат во заложништво на Андреј Јосифовски, да си ги продадат своите акции и да излезат од корпоративната криза. Значи, што ќе се случи? Може да си ги продаде акциите, кои инаку сега не може да ги продаде. Сега, бидејќи подпишал неполномошно, не може да ги продаде. Се уплашени дека ќе бидат бркани од работа, но ако ги продаде акциите, прво, ќе има пари во џеп, второ, не може да биде бркан од работа од две работи. Прво, не може да остане Макпетрол без вработени, кој ќе работи на бензинските, нема такви роботи. И второ, новите собственици им требаат вработените внатре. Значи, ем ќе си имаат пари, или барем дел од парите, ем ќе си останат да си работат во фирмата. Uh, 53 милиони евра е равно, ако се подели, дели множи по акции, е 470 евра по акција. Ако на овие 470 евра се додадат овие сегашната вредност на акцијата 420, тоа значи дека без малку 900 евра, доколку Андреј Јосифовски работел како треба, без малку 900 евра сега ќе чинела акцијата. Значи, 400 чини помалку реално кога пред да бидат заинтересирани овие за да влезат, таа Балкан Петролеум
акцијата беше и под 300 евра. Сега се качи затоа што овие дадоа понуда за откуп на акции, па се качи на 420. Значи, пред тоа било и помалку. Меѓутоа, тие 420 колку е понудена и зијано што го има направено Андреј Јосифовски од 53 милиони евра до овој момент, значи дека доколку се било во ред, доколку немало оилко, доколку Андреј Јосифовски работел во корис на својата фирма, во тој случај сега акцијата на Макпетрол би чинела 900 евра. Тоа значи дека овој некој просечен лик со 100 евра со 100 евра акција би имал со 100 акции би имал многу поише евра. Ако кошта една акција 900 евра, би имал човекот многу повеќе од овие 14.000 евра што ги загубил. Инаку, интересно е математички да се пресмета. Доколку Макпетрол сега почне да ги сервисира овие долгови од 53 милиона, би му требало 10 години за да ги сервисира, да дојде на нула. Тоа значи дека 10 години нема можност за делење дивиденда, нема можност за зголемување на акцијата, нема можност за профит, а со самото тоа нема можност и за поголема плата и заработувачка во Макпетрол. Јас, после интензивни овие месеци нешто расправи и про и контра Макпетрол, Балкан Петролеум, после заземање страни од едни и од други, после доста пишување на многу колеги од многу медиуми и електронски и од социјални мрежи и пишани, решив ете јас да направам во ова вруќина емисија. Зошто? Затоа што термините газат и доколку би ја правил оваа емисија на крај на септември, веќе би бил крај на процесот без разлика во чија корист заврши и затоа морав да ги искористам овие предпразнични термини, за да можам да ви го соопштам моето согледување. Тоа е моето согледување. Тоа се ликовите кои учествуваат. Гошев, Шукарев, Узунов, Фити, Милјовски, Бранко Црвенковски, Андреј Јосифовски. Тоа се ликовите и овие ситни фигури кои за нив работат. Тоа се фигурите кои учествуваат во разнебитувањето на Макпетрол, а васионското растење на оилко. Мое беше тоа да ви го представам. Дали има уште некои работи кои јас не ги знам, а сум можел да ги представам, тоа не можам да знам навистина, а би сакал да знам ако има. Дали имам некаде грешка, исто така би сакал да знам. Значи, уште еднаш, како на почетокот на емисијата, и како за емисијата за телекомуникациите и емисијата за електростопанството, и сега, во емисијава за нафтава, повикувам оној што смета дека било што сум кажал овде е неточно, неправилно, измислено, фалсификувано, погрешно заклучено, надуено или спротивно вистини, тоа требаше уште да се каже и така натаму, го повикувам да се јави, моите контакти се јавни и да каже што има. Нормално овдека, кога вредните мои пријатели од Томато продукција ќе постават оние полукружен, веќе истрошен мебел со сезони, каде што ќе може да поразговараме на оваа тема. Дали се тоа стручници за корпоративно право, дали се тоа правници, дали се тоа економисти, дали се тоа луѓе кои се разбираат во нафтената индустрија, дали се тоа сопственици или овие кои тука се нашле, или се спротивставената страна тие тамо, без разлика кој се, мојата емисија е отворена и оној што смета дека по било која основа има нешто што не е кажано, позитивно или негативно, го повикувам слободно да се појави овде и да си ја каже својата вистина. До следната емисија во овие жешки летни денови ви посакувам многу здравје, убава и чиста вода, голема посетеност на плажите во Дојран, Охрид и Преспа, а дури и на многу блиското до нас Пелешко езеро. Пријатно и со здравје.